Туристичкиот бисер Берово за новогодишните и божикни празници ќе блесне. Градот се подготвува за туристи од сите делови на државата, но и странство. Берово веќе се вбројува меѓу најатрактивните туристички дестинации во државата, како во летниот, така и во зимскиот период. Природните убавини, чистиот воздух, традиционалната гастрономија и добрата понуда на сметувачки капацитети го прават нашиот регион привлечен за посетители во текот на целата година. Сепак, зимскиот период има особена привлечност. Неговитата зимска атмосфера и мирниот амбиент што ги нуди Берово дополнително влијаат врз големениот интерес кај домашните и странските туристи. Сметам дека и оваа година ќе имаме висока посетеност, особено во деновите околу новата година. Паралелно, големиот угостителски бренд Манастир исто така се подготвува за своите гости. Подготовките во хотел Манастир за новогодишните празници се во тек, во тек е украсувањето сега, да добиеме она позната новогодишна атмосфера, налик на бајка и некој однос на интересот кај нас и секоја година, како и до сега, закупувањето на сместувачкиот капацитет е многу порано, 6, 7, 8, 9 па и 11 месеци пред самата нова година, тогаш се закупува сместувачкиот капацитет. Како и секоја година, Манастир организира и пречек на новогодишната ноќ. Додека пак во ресторанот се уште имаме слободни места само за прославата за вечерта и сите оние кои што сакаат да си поминат одлично, за кои што говори дури и интересот за сместувачкиот капацитет колку порано се букира, се добре дојдени. Освен Манастир, Берово го нуди комплексот Аурора, но атрактивни се сместувања во вили, каде цените се движат од 1500 до 3500 денари за кревет и соба во Абланица, Беровското езеро и центарот на Берово. Исклучително атрактивна е и рамна река кај Пехчево, но и многу други локации.